Би сакал сега да поминам на вториот дел, да ве информирам за тековните инфраструктурни проекти. Денеска се поплучуваат тротоарите, а во среда ќе се врши асфалтирање на улицата Самоборска, со што ќе го заокружиме овој значаен проект вреден над 3 милиони денари, кој во значителна мера ќе го олесни пристапот до градската болница за сите граѓани на Велес и на регионот. Се изврши поплучување на детскиот забавен парк за деца со ограничена мобилност во населбата Тунел. Општина Велес обезбеди 200.000 денари за градежните работи. Реквизитите во вредност од 629.000 денари ги обезбеди Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет мобилност од Велес, од Министерството за труд и социјална политика. Забавниот парк ќе биде отворен денес во 12 часот. Ве поканувам заедно да присуствуваме на тој чин. Завршија работите на замена на кровниот покривач на машинската работилница во Средното стручно училиште Коле Неделковски и во моментов се врши симнување на оштетените површини и малтарење. И овој проект е вреден над 3 милиони денари. Го иницииравме како продолжение на успешната соработка на училиштето Коле Неделковски со компанијата Маркарт, за да создадеме што подобри претпоставки за одвивање на дуалното образование во наредниот период, кој треба да стане тренд не само во Велес, туку и во цела Македонија. Се работи и на тампонирање на улицата Трајко Митев. Во локалната библиотека Гоце Делчев денеска градежното предпријатие Изгрев ќе започне со изградба на преграден зид во рамките на активностите за отварање на младински креативен центар во дел од објектот на библиотеката. Со овој зафат салата Бели Мугри физички ќе ја одделиме од сегашната библиотека. Салата ќе можат за своји потреби да ја користат сите здруженија на граѓани од областа на културата, културно-уметнички друштва, драмски секции, оркестри, балетски групи. Пред се мислам на Црни мачиња, Анабела, културно-уметничките друштва, двата градски хорови, Челгискиот оркестар и сите останати поп-рок бендови и други здруженија кои сакаат да го користат тој простор за нивните намени. Мислам дека со ова ќе направиме огромен чекор напред во споредба со претходниот период. Во основното училиште Васил Главинов се работи на изведба на санитари за деца со посебни потреби. Завршија проектите за бетонирање на улиците во селата Клуковец, Иванковци и Црквино, сега се работи во селото Бозалково. Деновиот ќе се стартува со работа и на кровниот покривач на Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи.